Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Зошто пролета е најтежок период за респираторните алергии, ако алергени има во текот на целата година? Дали дождот на вистина носи олеснување кај лицата со алергија на дишните патишта или само привремено затишје? И колку од тие алергени всушност ги внесуваме и во сопствениот дом? Што треба да вклучува лекувањето? Антихистамини или кортикостероиди? Која е разликата? Може ли нелекуваната алергија да прерасне во посериозно заболување на белите дробови, како што е, например, астмата? Кому се препорачуваат вакцини против алергија? За сето ова денеска разговараме со доцент доктор Маријан Баолски, пулмоалерголог. Останете на Телма, а како и обично, ќе ви оставиме простор и за ваши прашања во програма. За пролетните респираторни алергии во денешната Телма амбуланта зборуваме со доцент доктор Маријан Баолски, пулмоалерголог од Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре дојдовте повторно во Телма амбуланта и добар ден. Со посебно задоволство, добро ве најдов и голем поздрав до гледачите на Телма амбуланта. Докторе, зошто пролета представува најпроблематичен период за респираторните алергии, кога знаеме дека алергени има во текот на целата година? Така. Пролете сите посекуваме најбав, нели? Пролетен период кога природата се буди, кога сите се чувствуваме поенергично, но кога сите престојуваме многу надвор. Така да луѓето кои што имаат развиена веќе алергиска манифестација према соодветен алерген, кој што, за жал, ради климатски промени веќе е поместено цветањето, почнувајќи од леската, која што веќе место февруар, март, веќе цвета почеток на февруари, крај на јануари. И како што имаме променливи пикови, немаме сонце да сме повеќе надвор, луѓето кречна концентрација на породи се разбира нели е поголема, посебно во парковите или во нели шумите, злетничките места. И затоа сме повеќе изложени на поредите директно кога сме надвор. Во суштина да објасниме што е алергија. Алергијата е еден несоодветен одговор на нашиот имун систем, дел од нашиот имун систем према нешто кое што нормално не би реагирале. Тоа се најчесто полените, кои што можат да бидат од дрвја, не сите дрвја, туку дрвјата кои што се размножуваат нивниот полен, машкиот, значи машките полови клетки се разнесуваат со помош на ветер, како што е леската, како што е тополата, како што е врбата, како што е евлата, понатаму тревите, кои што имаат уште поситни поленови зрне, кои што почнуваат со цвеќење некаде крај на април, па мај, јуни и цело лето и на крај завршуваат коровите. Едно што го спомнавте се целогодишните алергени кои што се присутни во домовите, ама сега во пролета бидејќи имаме микс на алергени, односно поленови зрнца во воздухот, посебно во урбаните средини каде што тие поленови зрнца добиваат изголемена алергогена моќ и буквално се јавуваат симптомите најчесто нели кои што зависи колкав е степен на сензибилизација, према колку алергени ние сме сензибилизирани и луѓето кои што престојуваат во надворешниот простор се повеќе и повеќе, буквално и веќе ги добиваат нивните манифестации кои што им го отежнуваат секојдневието, а не би требало да е така, бидејќи во денешно време навистина постојат многу ефикасни методи за лекување и третман на овие симптоми и на самата болест. Споменавте дека алергиите се вуваат и надворот од сезоната. Дали е тоа поради промената на климатските услови, порано цветаат? Дефинитивно. Одредени растени или пак се менува, не знам, природата на поленот, ние можеби стануваме почувствителни, загаденоста на воздухот влијае или? Сите фактори што ги спомнавте имаат подеднакво влијание. Алергиските заболувања, посебно на респираторниот систем, како еден од најотворените системи, бидејќи нонстоп дишуваме воздух, кој што е освен нели гасовите кои што се потребни, е полн за жал со секакви частички, вклучително PM частичките, вклучително азотоксидот, озонот, дизелдиздувните частички како најсилни, да кажам, оштетувачи на респираторниот епител и поленовите зрнца. А климатските промени факт е дека влијаат и сведоци сме на ненормални случувања временски кои што се малтене за неколку дневна разлика од пролет одиме директно во зима, ве се сведоци сме на едно интересно време во наше соство, каде што имаме појава на силни ветришта со брзини кои што достигнуваат и повеќе од 60 дори до 100 км на час, појава на сахарска прашина,
зголеменоста на температурите, топењето на глечерите, сето тоа не го вестува дека веќе ги немаме оние стари зими кои што беа со ниски температури, кои што беа со силни снегови, кои што знаеа на планините да останат дури буквално до средина на лето на високите врвови. Туку напротив, пролетта имаме за време на божитни празници, а сега некој ладен бран кој што ќе трае краткотрajno можеме да го доживееме како што сега нели март, дури во април, но битно сезоната на цветање е многу променета. Од друга страна, респираторниот епител не е само една покривна да кажам, заштитна материја на дишниот систем, почнувајќи од носот, па се завршувајќи нели до алвеолите, каде што се прави размената на гасовите, туку напротив е еден интегриран систем кој што е изложен на, пак ќе потенцирам, загадувачи, кои што потикнуваат од една страна инфламација, односно воспаление, од друга страна ги олабавуваат врските помеѓу епителните клетки и сега таа инфламација која што е сосема поинаков тип, имаме едно дишно стебло кое што има една тивка инфламација континуирано и на тоа, кога ќе се надода дека е одреден тип на луѓе кои што имаат склоност да развијат алергиска заболувања, кои што се наследува од родителите и која што почнува од рана детска возраст и преку познатиот екцем, па почнува со алергиски ринитис, завршува со алергиска астма. Има многу фенотипови разни обележи имаат сите овие болести. Почнува со процес на сензибилизација. Што значи тоа? Поленовите зрнца не се, да кажам, само едноставни полен, го сваќаме како нешто што е за размножување. Тој во својот состав има протеини. Има различни протеини, има исто и липиди. Кога ќе навлезе во епителната клетка, епителната клетка се вознемирува кај одредена група луѓе. Во денешно време, велиме што е склоност да развие алергија. Но во денешно време, оно што претходно го спомнав, изложеноста на загаден воздух, посебно PM2,5 или единица, ултрафината фракција која што прави, потикнува воспаление. На некој начин го прави поленот да биде поагресивен и епителот да реагира дишен и на луѓе кои што нема склоност кон алергиски заболувања наследена од родителите, туку епигенетски промени прави во самата епителна клетка да лачи соодветни медиатори кои што ќе го возбудат оној ТH2 одговор да реагира несоодветно. И се создаваат, значи, од страна на бета клетките IgE молекули кои што се насочени према поленовото зрно. Едно поленово зрно може да има повеќе протеински делови кои што може да создадат и повеќе IgE молекули. Така да тие IgE молекули се врзуваат за едни клетки кои што ги викаме мас клетки и кои што се доаѓаат на површината блиску до респираторниот епител. Штом навлезе тој процес на сензибилизација, штом навлезе повторно поленот, веќе имамо на рана фаза кога имаме создадено IgE и го препознава поленот како непријател, како штетна честичка, се врзува овие создадени IgE за протеините на поленот и се ослободуваат од овие клетки хистамин, простагландини, леукотриени, пред се хистаминот кој што прави зголемен проток на крв во соодветната регија и ги дава оние симптоми на чешање. Зголемениот проток на крв овозможува да се создава ненормална секреција, голема на бистер секрет кој што буквално тече од носот, бидејќи поленовите зрнца и поврзаноста на носот исто така со очите и поленовите зрнца паѓаат и на очната слузница, црвенилото поминува, значи освен регијата на носот ги зафаќа и конјуктивите, ги зафаќа на самите очите црвени и тие почнуваат да солзат. И бидејќи имаме зголемена секреција на слуз, се ова на кивавица, значи често кивање кое што буквално со чешање и човекот не може да функционира нормално. Бидејќи буквално колку има со него палома рамици, не може тој секрет да го сопре никако и тоа често иритирање прави дополнителна ерозија кој што лесно може сега да се накалемат и локално, инфекцијичка, бактериска, бидејќи ние и нормално самиот епител, дишен епител и уста, кожа има соодветни, да кажам, бактерии. Дополнително кога тоа не се третира, освен што влијае на квалитет на живот, не може децата да одат во училиште, каде што најчесто почнува.
дали е средношколска доп или основно училиште или возрастните кои што не се лекуваат. Тој епител и понатаму се здебелува и се невозможува дишање на нос. Имаме постојано сливање на секрет надолу, кој што дава симптоми и од долнодишно стебло, од една страна. Од втора страна, ако ова што почнало со IgE молекули создавање, од друга страна тие создадени интерлеукини гласници дополнително активираат создавање на еозинофили, кои што сега се накалемуваат и веќе оваа манифестација од една акутна состојба веќе преоѓа во едно хронично воспаление, кое што понатаму го затнува носот, не се може да се диша на нос и најчесто грешката што ја прават пациентите се меша дека се работи за некаков инфект, најчесто, и се земаат антибиотици непотребно на своја ранка и најчесто она што е исто многу штетна навика, се посегнува по спречење или капки за нос кои што се деконгестиви. За да се одзатне носот. Да се одзатне, кои што навистина делуваат брзо, но не е тоа начинот на лекување. Зошто е тоа проблематично? Еве капки за нос, доколку носот се затне како последица на алергија? Проблематично бидејќи не се делува во сршта на проблемот. Што прават овие капки? Овие капки се поврзуваат за едни рецептори кои што ги викам алфа рецептори, кои што прават вазоконстрикција. Значи ги стеснуваат крвните садови и пошто се стеснува крвниот сад, нема таков проток кој што ги дава симптомите кои што потекнуваат од ослободените медиатори на алергиско заболување. Значи ние не делуваме на причинителот за да не се ослободуваат овие медиатори, туку делуваме само на последиците, односно на проширување, стеснување на овие крвни садови. Што се случува? Имаме моментално ослободување кое што трае неколку часа, бидејќи дразбата повторно е присутна. Ние не делуваме на гасење на огнот, туку буквално само на изгореното се обидуваме да нешто заштитиме. Повторно имаме вдишување на полени и повторно имаме ослободување на сите овие медиатори кои што ги спомнав, дополнително заседени со дополнителни клетки кои што спомнав воспалителни еозинофили. И се јавува повторно чешење, се јавува сврбеж, течење и повторно ставање на деконгестиви, олеснување, еден волшебен, да кажам, круг зачаран, кој што води со тек на време до атрофија, бидејќи тоа стеснување на крвни садови води до неадекватна исхрана на респираторниот епител, на структурите под респираторниот епител и пациентите подолго трајно, кога користат од неколку дена, најчесто 5 до 7 дена е максимумот во континуитет кој што се препорачува, а верувајте од праксата се сретнуваат пациенти кои што ги користат овие лекови цело време континуирано и развиваат атрофичен ринитис, кој што е сериозна последица. И ако после тоа нагло, значи, ги прекинуваат, имаме еден повратен ефект кој што тешко се смирува со терапија. Затоа строго, исклучиво само при тешки манифестации кои што одат со комплицикации како синузити, кога е потребно да се делува по надзор на лекар, не почесто во континуитет од 5 до 7 дена. Значи 5 до 7 дена. Максимум во континуитет. Воспротивно поголема е штетата? Апсолутно штетата, затоа што не се делува во сршта на самиот проблем. А меѓу другото вела дека капките за нос можат и зависност да создадат. Дефинитивно зависност која што понатаму е бидејќи како што се спречува, имаме проблем во инервацијата на самите крвни садови, како што не се додава лек, крвните садови не можат да реагираат соодветно на дразбите, тие се нонстоп буквално во еден стадиум на проширеност. Се нарушува и она неурохуморална регулација на тонусот, надзирот на малите крвни капилари кои што го обскрбуваат самиот нос. Ќе ги вклучиме гледачите, докторе, од овој момент почитувани емисијата е контактна, можете да се вклучите со ваши прашања. Споменавте дека е неопходно да се даде соодветна терапија. Сега тука има антихистамини и кортикостероиди. Повеќето луѓе имаат некој страв кога станува збор за кортикостероидите и одлучуваат комплетно да ги исфрлат. Па сега што е потребно да се даде и дали кортикостероидите навистина може да не се дадат и да се постигне добар ефект во лекувањето? За жал, не може да не се дадат. Тие се столбот во третман на алергискиот ринитис. Антихистаминиците, луѓето кои што имаат сезонски алергии,
знаат и самите пациенти, пред да настапи, да кажам, зависи на што се, пошто често после можеме да кажеме како се диагностицираат, земаат недела до 2 недели претходно антихистаминик и на некој начин се поподготвени. Нешто прави антихистаминикот? Антихистаминикот се поврзува за хаје на рецепторот кој што е потребен, за да се како блокатор за ослободениот хистамин кога ќе дојде во контакт со алергенот. IgE молекулата која е врзана за мас клетката и едноставно оневозможува да тој се поврзе и да даде манифестација како сврбеж, чешање, печење, но не делува на самиот воспалителен процес. Антихистаминиците, некои пациенти кои што имаат благи манифестации алергиски, може да се вклучат и да бидат. Но, како да кажам терапија, главниот е антиинфламаторниот лек. Зошто? Бидејќи самата алергија е воспаление, инфламација, која што е поттикнато во ситуација во полени, зборуваме за пролетни алергии, дрвја, корови и на крај треви, кога завршуваме со корови. Така, сршта е да се спречи создавањето, бидејќи алергенот кога ќе навлезе, тој се обработува, особено од епителот кога ќе помине, се обработува од специфични клетки кои што преку соодветни, да кажам, медиатори ги вознемируваат ТH2 клетките кои што лачат интерлeukin 4 и 5, кои што од една страна ни создаваат IgE или еозинофилни клетки кои што се допираат до дишното стебло и кои што ги даваат манифестациите. Кортикостероидот има особина, посебно кога е употреблив во облик на спречење, тој страв потенцирам дека е неоправдан, буквално тој е антиинфламаторниот лек, кој што делува на самиот тек на инфламација. Сите овие медиатори што се ослободуваат, кортикостероидот, инхалаторе, во микрограми делува тописки, значи се вдишува во носот, зборуваме за интерназален кортикостероид, се поврзува за самиот епител и слузницата и делува на ослободување на овие медиатори кои што преку јадрото на клетката ги создаваат овие инфламаторни цитокини, гласници кои што го почнуваат процесот и ние значи имаме намалено воспаление, контрола на воспалението, само што и намален е процентот на регрутирање на овие клетки еозинофилни кои се одлика на хроничност на натрањето на процесот, бидејќи алергискиот дерматитис, ако е сезонски, да кажам, само рана пролет, а може да биде и се што е полени, велиме сезонски, може да трае од февруари па се до октомври. Значи има еден хроницитет, а сега не цветаат коровите до октомври, имаме благи есени, па можеме и до крај на ноември да траат. Буквално мора да биде заштитена нослата слузница со антиинфламаторна терапија. Колку често тоа секојдневно треба да се нанесува? Секојдневно се нанесува спре. Со месеци? Со месеци, зависи кој процент. Пример, ако има само на леска или бреза, доволно ќе биде до мај. После самиот пациент приметува, да кажам, подобрување на симптомите на инфламацијата. И во степени кога имаме засилена инфламација, значи засилено воспаление, таа одиме со повисока доза, но пак велам, одиме со тописка примена. Како има бесамес на моите пациенти, проблемот имате раничка на кожата, мачката само тука. Друга кога ние ќе употребуваме терапевски да пиеме таблетки кои што има кортикостероиди или да се даваат во вена или во мускул, и никако не сме да се применуваат формулации од аспект на голема доза на кортикостероиди, се ставаат во ампуларен облик, во препарати кои што се деконгестиви. Не сме. Има направено разни молекули кои што се достапни на нашиот пазар, голем број од нив, и флутекозон пропионат, и флутекозон фуроат, и мометазон фуроат, кои што делуваат тописки во облик на спречење со инопавче, но да потенцира тие што користат инхалаторен кортикостероид интраназално, треба да го вдишат лекот, значи да внимаваат врвот на помпицата да биде насочена кај носниот ходник и да не се насочи на кај носниот септум преградата или да кажам на дворешниот зид, и кога ќе се прсне, другата ноздрва нека биде затворена, треба лекот да се вдиши вдолж целиот носен ходник.
таму се поврзува за соодветни рецептори кои што патуваат до јадрото на епителната клетка и спречуваат да таа водопри со инхалаторниот араген ги направи, ги произведе овие инфламаторни цитокини, гласници, кои што прават воспаление од една страна, од друга страна ги даваат и ризиците, бидејќи се пренесуваат преку крвта, да се развие и реактивност и на долното дишно стебло, односно да се тие симне проблемот пациенти на долните, развијат на дури белите и дробови. алергиска асма. Асма, така. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до докторот и до водителката. Ви благодарам. Се врска со татко ми постојано дека и доктор Баловски 77 години има астма и бронхитис. Сега лезеше во март лезеше на пулмологија во 8 септември, значи му дадоа декортин по шема да ги пие, докај ги пиеше по шема таблетките беше добар и после 10 дена сега пак има некој замор, тешко дишење, сатурацијата му е падната 77. Што може да ми каже докторот? Каков совет би дал во овој случај? Докторе, да немате уште некој прашање или тоа е тоа? Сигурно се работи за пациент со хронична обструктивна белодробна болест, кога ќе имаме екзацербација влошување на болеста, ние даваме и парентерална кортикостероиди по подобрување. Уште неколку дена тој еднери циклус го симнуваме во домашни услови. Совет редовно да користи инхалаторната терапија, влошувањата се можни, некојаш имаме преклопување астма, COPD. Дополнително, исто овие пациенти се склони повеќе и на инфекции и после прележаната, да кажам, сепак ако паѓа сатурацијата толку често, се не знам за кој пациент се работи, нели? Потребно се направи преглед. Потребно се направи контрола, ако пациентот не се чувствува добро, во секој време во ургентните центри, било кај нас, било нели на клиника, да не се чека да дојде тоа влошување до крај. Инаку да се зема редовната терапија и можеби кај пациентот има потреба континуирана кислородна поддршка, зависи нели кој стадиум е самата болест. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јас би сакала да го известам докторот дека од лани, од февруар месец, почнав да кивам, да кашлам, многу да кашлам и ми се претвори плунката во пена, во лиги. И сега отидовме, мислам, или направивме пулмо слајд едно друго, немаше ништо и пред еден месец завршив на трудова медицина ми испрати мојата докторка, каде што ми направија тестови, оние тестови за храна, алерготестови, така? Нешто и патвиџани, меѓутоа овие тестови што ми ги направија нели во раката што ме путка, покажа на трева, на дрво, на куќна прашина. Колку плюсови? Со кој интензитет беа тие реакции? Па не знам колкав беше интензитетот. Кога ме боцва, ме печеше на неколку места, на 5 работи сум била алергична. Добра. Сега, знаете што? Ми направија и она за дишење, како се вика? Брхопровокативен тест, неверојатно. Не, колку дишам. Спирометрија. Спирометрија. И беше окей. И сега мене не ми е јасно, докторот ми даде фликсотида да прскам спреј 2 пати по 2 пати и исто ова риноко, како се вика. Но јас не знам да го прскам и иако ми покажа и он и мојата докторка, не успевам. Сега, пута ми рече, откако еден месец ќе го употребувам фликсотида да преминам на не кортико, зашто јас не сакав спирила. Ама и тоа ли е такво, што се прска, ја не знам да го прскам. Значи, тамо пишува, доколку не знаете, ќе ви наштети. Но и понатака, значи, понамалени ми беа симптомите, а сега пак плумката ми се претвора во лиги. А како не успевате, кога ќе го наместите како што треба и ќе шприцнете, каде завршува спреот? На јазикот. На јазикот. Не знам да го
Така, не не успевате. Да пишувам, иако се обидов 2-3 пати и се откажав. Така. Ете вака, мене ме интересира едно прашање. Со оглед на тоа дека јас немам проблеми со дишењето, ниту со, нели, намалено ми е, а овде пишува дека за астма е ова фликсоцида, ја не знам. Дали тоа соодветна терапија за вас, тоа е вашата дилема. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктора, што можете да советувате? Преку одговорот на пациентката, че ја да објасниме малку проблематиката, пошто нели времето ни тече, спомна пациентката дека има подолго време симптоми, за кои што побарала консултација, упатена страна на матичниот лекар, нели, во соодветна станова, која што одишно си ја работите, и направен е прик тест кој што е златен стандард за доказ дали некој пациент има алергија кон надворешниот респиратор гени. Да, дефинитивно, кожен тест. Тестови? Кога се прави, се става капка физиолошки раствори, хистамин, на хистаминот сите напреме реакции и соодветни респираторни гени кои што се отпрека 20 во панел, кој што најчесто е за нашево подрече, и спомна самата пациентка дека имала реакција. Зошто има реакција? Бидејќи IgE молекулите се врзани за мас клетките, тие патуваат секаде, не остануваат само на ниво на нос, него и подкожно ткиво, и кој ќе внесеме ни алерген во ситуација протеинот или полен или домашна прашина, или дерматофагоиди, на кој што самата кажа дека има реакција, се наоѓа тој антиген по создаденото телото и се ослободува хистамин и се јавува тоа крупче црвенило. Даден инхалаторен кортикоидот, спирометрията била нормална, но најверојатно имала наоталскултаторен, имала хиперреактивност на дишното стебло. Значи, тоа е втор чекор. Симптомите траат, оно и понатаму ги има, и даден е антиинфламаторен лек. Антиинфламаторниот лек има разни облици, значи во облик на спречење, како што речете како користела фликсотида, и тој треба да се вдиши. Како што се вдишува ринокото, исто нели флутикозон молекула во носот, бидејќи ако не се вдиши, рече проблемот останува на јазикот. Постои едукација која што нели пациентката потребно да дојде, нека нека повери со упатен матична лекар кај мене, нека носи пумпицата со незе, кој што нели прво треба лекарот што го дал препаратот да едуцира, не веќе повтора. Се става устникот, значи врвот на спрејчето помеѓу забите и јазикот под самиот устник, се притиска со показалецот, главата нормално поставена, како што прска, она еднаш притиска и вдишува, без голема паника, без брзање, низ мал процеп на устата. Го задржува здивот неколку секунди, не мора да е вешта веднаш кога го вади надвор спрејот. Нека ги залепе устните, затоа што треба време да ја солора техниката. Нека го задажи воздухот 10 секунди да се расшири лекот. Нека го издише низ нос. И понатаму нека земе уште еден пат, ако има потреба, зависи како се инструкциите. Јас озирањето навистина не може да го дадам никој облик на спреј, преки пациентот треба да биде присутен во ординација. После тоа ќе исплакне устата со вода и ќе ја исплука. И едно нешто да запамтам пациентите. И антиинфламаторната терапија нема ефект веднаш, сега, кога се користат интерназални или инхалаторни кортикостероиди. Треба да помине време. Треба да помине време бидејќи, за разлика од нив, она што најчесто пациентите прават грешка, еве таа грешка ќе ја повторам повторно, користат деконгестиви, бидејќи веднаш кога чувствуваат ослободување, ама по неколку сати пак мора да земат деконгестив. Така, не се стрпливи да поминат недела дена до 10 дена да се цела ова бура на цитокини, медиатори кои што го прават воспаленото смири и да човекот почне да ги чувствува бенефитите од лекот, а не несаканите ефекти, туку напротив, бенефитите од лекот. Исто е со астмата. Најчесто обожаваат да земаат вентолин, што е голема погрешка, и апелирам да се внимава. Бидејќи вентолинот веднаш кога ги шири дишните цевчиња и они чувствуваат олеснување кое што е краткотрајно, бидејќи не делува на сршта на проблемот, не делува на воспалението. Тоа е исто како капките за нос. Апсолутно. Проширува. А делува проинфламаторно, ја засилува инфламацијата, има несакани ефекти кои што нели се ресорбира во циркулација. Затоа велам, стрпливост, техниката се учи. Ако не може да дојде повторно до колегата кој што го дал спрејот, нека побара инструкција на матичен лекар, нека побара инструкција од фармацевтот. Ние сме една целина и мора таа комуникација матичен лекар,
пулмолог, фармацевт, да биде во една еднаквост. Ја поканувам да дојде со спреда, да биде упорна, бидејќи само на тој начин ќе постигнеме контрола на таа хиперактивност. Пред да ги вклучам останатите гледачи, докторе, само уште едно подпрашање кое што го начна и гледачката. Овие инхалаторни препарати се наменети и за астма. И сега многу пациенти што немаат астма се во дилема дали да го земат лекот или не, бидејќи е наменет за астма. Апсолутно, значи може за алергија да се даде? Вака, значи асмат има повеќе фенотипови. Имаме фенотипови кои што е поврзана со ИГ, кои што почнува во рана детска возраст, еозинофили кои што почнува во една младост, така да кажам, средна младост, 30 години, има астма која што поврзана со физички напор. Таа е она што викаме ТХ2, висока астма, хај астма, кај што доминираат овие типови на воспаление, но и астма која што е поврзана со дебелина, астма која што е поврзана неутрофилна астма, астма со пушење. Значи имаме разни лица наличе астмата. Значи јас велам, алергиски ринит често оди со алергиска астма. Поголем е процентот на алергиска астма со алергиски ринит. Имаме еден концепт, едно дишно стебло. Значи, ИГ се исти, каде да се поврзавме, разбирате? А ова што е исто, дополнително да спомнам, посебно периодиве кога имаме бури, кога имаме дождови, кога имаме масовна експозиција, посебно на полен, кога настанува и фрагментирање на полен во поситни честички, во загадените средини, урбаните, зашто се потешка алергии, а многу дрвја немаме. И таа концентрација на полен која што е присутна, бидејќи самите честички кои што се загадувачи во склоп на ниски димензии PM2,5 и ултрафината фракција единица, ги врзува поленовите зрнца и ги внесува многу подлабоко во дишното стебло. Имаме реактивност силна која што можат пациентите да ја најдат, посебно во ситуации посилни грмотевици и молни, кога се надвор, ради тоа фрагментираност на полените и значи на посетни парченци може да се вишат пониско, тревите даваат многу пониски полени со димензии кои што подлабоко се вдишуваат во дишното стебло, за разлика од дрвета кои што даваат полени кои што стануваат повисоко заглавени во респираторниот епител, кои што даваат полокални симптоми. Значи, основа на терапијата е антиинфламаторната терапија. Антивоспалителна. И да не се плашат од терапијата. Да се плашат од болеста, бирејќи болеста има хроничен ток, има вариабилност во симптомите, посебно ако имаат пациентите астма, вариабилност во симптоми, затоа што астмата, дишното стебло е зависно и циркадиалност има во симптомите касно навечер, рано на сабајле, па после преку ден се смируваат. И затоа пациентите кои што имаат астма, значи кога ќе почувствуваат една сува кашлица која што упорна е, која ќе чувствуваат дека као да им недостига воздух, да се посомневаат дека имаат астма, некогаш можат и самите да почувствуваат на крај на издишувањето како свиркање, она буквално како предење во самите гради и свират им кркорат градите. Веднаш тоа да не се свати дека е предизвикано од инфект, па да се лекуваат самите и буквално да побараат прво ке матичен лекар, да биде слушнат и да се упати до пулмолог, бидејќи болестите се тие што прават проблеми. Инхалаторната терапија е во микрограми, се вдишува таму каде што е воспалението. Многу мал процент оди во циркулација, занемарлив, и тоа најчесто е од неправилна употреба на лекот, но тоа се надминува. Да не се загрижуваат пациентите, едукацијата е многу битен момент и да ја бараат, да го носат инхалерот со нив, да ја бараат буквално од матичен лекар, од фармацевтот кога го подигаат лекот, од пулмологот кој ќе се јават на контрола. Еве, докторе, го носам спреот, ве молам, јас моите пациенти сам ги прашувам, дали го запамтите, дали имате потешкотија во грцење на вашиот инхалер, бидејќи ако спреот, ако лекот, ако инхалерот, имаме инхалери со сув прав, освен мернодозни инхалери, не се вдиши правилно, лекот останува во уста. И нема никаков ефект. Ефекти нема на болеста, а ги покажува несаканите ефекти кои што се најчесто во устната празнина. Имаме уште двајца гледачи, докторе, да ги вклучиме во програма, а малку време, затоа ќе ги замолам што поконцизни да бидат прашањата. Добар ден.
Повелете. Ало, Во програма сте, повелете. ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот, поздрав до водителката. Ви благодарам. Имам едно прашање. Така, го очекуваме. Повелете. Имам астма подолг период, имам терапија. Моментално примам дуореспиратор спиромах. Имам проблеми на вечер со тешко дишење и на кашлица. Така, предпоставам дека разговорот го следите преку вашиот ТВ приемник. Да. Да, значи треба преку слушалката. Прашањето ви е што може да се направи, предпоставувам, за да се подобри вашата состојба. Докторката од Штип пулмологове праќа на тест за инхалаторна алергичен тест. Добра. И матичниот не знае каде да ми упате. Така, значи каде треба да биде упатен нашиот гледач. Докторот каде да се упате. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма при една ваква ситуација, каде треба да биде Веќе упатен. пациентот е упатен на пулмолог. Не верувам дека сега би се, мада имаме алергија во доцна возраст, но веќе пациентот е диагностициран со астма, само треба да се провери инхалаторната техника и да се провери соодветната доза на лекот. И да се види кој е тригер што таа астма е влошува. Значи имаме навечер симптоми, може би е потребно да земе плюс дополнителен или паф од лекот. Но сепак сето тоа, еве нека го упатат кај мене. Слободно, сум упатен матичар нека. Во градска општа болница 8 септември. Апсолутно нека уносим инхалер, ќе направиме стига потребни испитувања кои ќе се потребни. Ќе видиме на кој ниво е пречката. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав за емисијата, имам прашање за докторот. Веќе подолго време, докторе, имам солзење од очите, што ми се давани секакви препарати, накрај патенолот ми е даден, малку посмирено, али пак солзењето продолжува. И од носот секрет. Секој утро кога ќе станам, ми течи вода, значи и се ствара некој не густ секрет, него прозирен секрет во грдото ми се слева, од кај носот. За него ми е даден риноко и она солена вода од докторот. Од тоа немам подобрување, па би ве замолила со совет што би ми предложиле, а за очи го земам патенол. Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето. Уште еден од симптомите поврзана с нели како што спомнав на инхалаторни алергени нос и очи, бидејќи паѓаат поленовите зрна и прават локална манифестација на очите, истовремено поврзаноста нели преку слозниот канал и секрецијата. Пак велам терапија преку телевизија не може да се даде, но во основа е само тописки третирана, може тука да се уфрли антихистаминик, може да се уфрли антилеукотрин, но сепак после консултација со лекар симптомите ќе бидат смирени. Имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта. Еве уште една можност за него. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Го очекуваме вашето прашање, повелете. Ало, во програма сум? Да, во програма сте. Ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката, а не преку вашиот ТВ приемник. Јас сум со мобилен. Добра. Аха. Без разлика. Значи, него следете разговорот преку вашиот ТВ приемник. Оддалечете се од него и го очекуваме вашето прашање, само ќе ве замолам побрзо во интерес на времето. Ало, јас сум во програма? Да, вие сте во програма, повелете. Алергична сум на домашна прашина. Така. И примам цетиризин. Тоа ми делува, имам секрет во носот и некогаш имам отежнато дишење и ако се напијам цетиризин, ми поминува. И дали е препорачливо да го примам нон-стоп редовно цетиризинот, кога го примам ми е многу подобро. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Антихистаминиците не се препорачува да бидат главен столб на терапија, посебно кога има чувство на тешко дишење кое што потекнува од долното дишно стебло, друго е тежно дишење кое што нели е само на нос. Тука повторно сожерот антиинфламаторната терапија, но кај пациентка треба да се исклучи присуство или нели коморбидитет астма, освен нели целогодишниот алергиски ринитис.
Инаку, не знам колку сме со време, совети некои самите пациенти, редовно земање на терапијата, совети на намалена експозиција на полените кои што се во надворешноста, посебно да внимаваат најмногу се во сончеви денови, во раното утро, и да кажам во попладневните часови. Тогаш е концентрацијата на алергените најголема. Најголема нихалтоните алергени, значи да излегуваат соодветно облечени, научари за сонце, капа, и кои ќе те вратат во домот. Ако е исто изложеноста на ова честички загадување, бидејќи концентрирано нашиот простор, градот кај што живееме, секаде имаме концентрација на ПМ честички високи, или ако знае дека има полисензибилизација пациентот, нека носи соодветно и маска која што ќе го заштити од таа експозиција. Од една страна. Друга страна што се врати дома. Домот е на микросредина, каде што ако ние ностоп не се отворени прозорците, ќе влегуваат полени. Значи, треба да се внимава кој период проветруваме, да се внимава на хигиената во домот, се што е можно да се намали таа концентрација на алергени, бидејќи ние внесуваме и од надвор алергени. Нашата облека, ако например нашите палта, капути ги оставиме во закачалка, во отворен простор, слободно. Па и на косата, доктор. Косата треба да се избањаат тие лица, апсолутно. А веднаш кога ќе дојде дома? Веднаш, бидејќи косата е резервоар на алергени. И тие алергени кај лица кои што се иако во мали концентрации, кога повторно ќе облечеме, ќе среземе, пак ги има во воздухот и го збогатуваат и прават на тивка инфламација. Ние треба да внимаваме да таа тивка инфламација ја сведеме на минимум. Значи домот може да стане легло всушност на алергени. Бидејќи освен надворешните кои што и да не се отвара прозор кога е најголема концентрација, навечер нека се отвори. Или например кога имаме дождлив период, нека се лутира почесто. Како што е денеска? Апсолутно. Дождливиот период ги намалува и симптомите и алергените во воздухот? Апсолутно, но ако е пратен со бура и со ветри, што имаме и на друга мана, бидејќи тие електрични празнења знаат да ги расципкаат полените на уште поситна концентрација и ветришта да ги однесат и да ја збогатат концентрацијата и да се развие кај тие лица бидејќи се во поситни, да кажам, честички раздробени самите поленови зрнца, да го напанат повеќе малите дишни патишта кои се мрежи спреплетени, кои се огромни по површина и да дадат една силна имунолошка реакција. Затоа треба многу внимателно да луѓето се однесуваат во такви периоди, значи надвор кога се врнежи со грмотевици и молњи, поможно да се склонат во затворен простор. Нека се го користат нивниот инхалер, најчесто се ги има инхалери кои што може да ги користиме освен за редовна терапија и по потреба при влошување на симптомите, и апсолутно нивната болест се биде ставена под контрола и да не заборават. Штом се олесна симптомите, терапијата треба да проложи по насоки на пулмологот кој што ги води, бидејќи недобро регулиран и алергиски ринит, целогодишен и сезонски идеја, и астма, со тек на време доаѓа до ремоделирање, до промена на дишните патишта. И таа промена понатаму веќе значи дефинитивен губиток на тие цевчиња и да имаме една потешка клиничка слика која што нели би се регулирала, како што спомна гледачката, освен антиинфламаторна терапија, се додаде дополнителна во облик нели на спреј, како што спомна нели антимускарински долгоделувачки агонист спирива. Се во консултација со пулмолозите, најбитно да земаат терапијата, стршта се инхалаторните кортикостероиди, антихистаминиците да, но антиинфламаторниот лек се кортикостероиди, кај некои пациенти се даваат и антилеукотрени и исто така да не заборавиме, кај одредени лица кај што не може да се регулира болеста и единствена терапија која што може да се примени, тоа е специфичната имунотерапија, по претходно регулошко тестирање, се докажува нели на кој антиген е надворешен или внатрешен сензибилизиран, се подготвуваат специфични формулации кои што се нарекуваат вакцини всушност за алергија, кои се даваат најчесто субкутано, има и сублингвална варијанта, но субкутаната варијанта е многу поефикасна во лек со лекар. Не да ги набавуваат од странство, да ги чуваат самите и да се боцкаат самите. Зарем и тоа се случува? И тоа се случува во пракса, кажувам, апсолутно ги набавуваат од соседни држави, најчесто од Бугарија, и самите се спроведуваат по насоки, бидејќи можат, не знаат кога, сепак тоа е релативно безопасна терапија, но мора да биде по надзор на лекар, со различни концентрации, траат прилика од 3 до 5 години и таа единствено
го променува одговорот. Буквално делува во сршта на алергијата, значи доведува да овој ТH2 одговор се свичува во Т-регулаторен одговор и да ИГ молекулите се намалат према алергените и се создаваат една посебна класа на ИГ, класа 4, кои што се врзуваат за овие веќе создадени ИГ молекули и алергенот нема за што да се поврзе. И навистина се постигнати, веќе стара метода, завидни резултати во поглед на третманот на тешките форми на алергиски ринитис и, да кажам, соодветни форми на астма, но тоа внимателно само во консултација со пулмолози кои што се занимаваат со ова област на алергичка десензибилизација. Во кој период од годината може да се зема ваква имунотерапија? Никако не е препорачливо да се зема во ефектот, например, на цветање на, ако сум алергичен, да кажам, на рано пролетни алергени, нема да почнам од февруари, кога истовремено се полените, бидејќи така постои ризик да се влоши самата манифестација, бидејќи ставаме растачки концентрации на алергенот. И во суштина го навикнуваме телото да создаде една заштита преку создавање на посебна класа на молекули од фамилијата на ИГГ, чисто онака доволно тоа за гледачите, кој што ги блокира создадените ИГ молекули. И само тој е единствен начин да се лекува всршта на самата алергија. И уште нешто да спомнеме. Можат пациентите кои што страдат од алергиски ринитис да приметуваат влошување кога ќе јадат соодветни, да кажам, овошје или зеленчек. Најчесто тоа се орашасти плодови или се работи за јаболко, бидејќи постои една вкрстена реакција. Тој пациент нема алергија на орев, нема алергија на јаболко, но протеините кои што ги има самиот јаболко, иако се во помална концентрација, повеќе ги има во јаткасти плодови, знаат да дарат да се препознаат од овие создадени ИГ молекули исто како поленовите зрна, најчесто на бреза или не е битно кој друг алерген, и кога ќе се внесат, се јавуваат алергиски манифестации во самата устна празнина, како сврбеж, дури и печење на јазикот, околу устната, дури она чешање на како сметаат дека има сврбеж кој што освен грлото поминува и вдолж устахевата туба, и препорачливо е да не се користат тие плодови во фаза кога цветаат соодветните полени и да се стопираат. Значи не се работи дека они ќе направат анафилакса на соодветна храна, него буквално имаат орал алерджи синдром вкрстена реакција, самиот пациент буквално знае некад исто и на церера може да изреагираат и други типови на зеленчици може да нападат реакција. И она што повторно оперирам, тие што има непрепозната алергија, непрепозната астма, тоа е во светско ниво, па исто и во Македонија, да не ја мешаат со инфекции, различен тип на воспаление. Ова е воспаление кое што е ненормален, непотребен, посилен имун одговор према нешто што не е штетно, додека инфекциите, било да се вируси или бактерии, е имун одговор нормален према надворешен патоген, жив организам, вирус или бактерија. Втора работа, кај алергиите имаме чешање, нос, очи. Кај вирусните и бактериските инфекции го немаме тоа. Кај алергиите имаме бистра секреција која што тече буквално како чешма, како славина. Кај воспалените кои се бактерии и вируси, таа секреција воопшто не е бистра, е заматена и не е така да буквално тече или славен нож како носни чешма. Понатаму кај алергиите немаме болки во грло, имаме слевање почесто, кај инфекциите имаме и болка во грло. Кај алергиите кои ќе земеме лабораторија немаме ниту леукоцити порасните, ниту ЦРП, но док имаме зголемени, ако ги провериме ИГ молекулите, кај инфекциите ќе имаме зголемени леукоцити, кај вирусите може би помалку, ама ќе зголеми фракција на лимфоцити. И температура кај алергии нема, кај инфекции има температура. Значи да не се злоупотребува земање на антибиотици. И уште нешто, ако земеме антихистамини, кај алергиите се ублажат симптомите. Кај инфекции нема да се ублажат симптомите. Ако не земаме, да кажам, антибиотик, кај бактеријска инфекција ќе помогне. И уште нешто, било да е вирусна, бактеријска малце подолго би трајала, 5-7 дена преку сила ќе престанат симптомите кај респираторни инфекции, посебно гордореспиратори. Но кај алергиите ќе си траат недели, 2-3 месеци, зависи, не може да и повеќе, значи не може да смени на стигнати 6 месеци во тек на годината. Доктор, ви благодарам многу што на крајот сублимиравте она што е најважно, бидејќи поголем дел од емисијата отстапивме на прашањата на гледачите. Ви благодарам што помогнав малку што помогнавте со многу корисни совети кои што се поврзани со респираторните алергии присутни во пролет.
Благодарам и на вас, голем поздрав до гледачите. Почитувани, голем поздрав до вас и од нас. Гледајте на секој работен ден на Телма во редовниот термин емисијата 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.